Добро вечер. По дводневна пауза, повторно заедно од понеделник до петок во вестите во 19 или 23 часот, дневна предизборна доза на Рапорт со Јофе. Ако ја гледавте петочната дневна доза, тога знаете што беше веста на денот, што беше настанот која потресе целата планета. Ако пак случајно сте пропуштиле, од режија ќе бидат љубезни и ќе не подсетат. Еве, граѓанинот користи импровизиран сат. Импровизиран. Да. Кај е другиот работник? Ајде, добре. Работникот, другиот. Да, кантата е навистина добра. Само што по некоја случајност, промоцијата на кантите се погоди баш во ист ден со кралската венчавка во Велика Британија. Да, случајност. Така е тоа. Во петокот веќе дискутиравме дека кралската венчавка е всушност многу добро осмислена стратегија за заскривање на овој голем успех на владата. И наместо цел свет да зборува за тоа дека Ставрески и Трајановски свечено пуштиле во употреба канта за ѓубре, ја гледа и зборува за кралската венчавка. Навистина скандалозно. Но тоа не е се, и скандалите не завршуваат тука. Уште поголем скандал се случи денес. Внимавајте на ситуацијава. Според планот, денес министерот Соран Ставрески заедно со градоначалникот Косе Трајановски, дополнително појачани од премиерот Никола Груевски, требаше да се појават на свечено пуштање на употреба на ѓубре, кој требаше бесплатно да биде распределено на граѓаните, за потоа да можат да го сместат во бесплатните канти за ѓубре. Да, владата мисли на своите граѓани. Па нема веројатно да им подари канти за ѓубре, а да не им го обезбеди ѓубрето кој треба да се смести во кантите. На што би личело тоа? Граѓаните сами да се снаоѓаат за ѓубрето. Туку друг ми беше муаветов. Како што знаете, пуштањето во употреба на ѓубрето не се случи. Настанот беше откажана, причината е многу едноставна. По петочната кралска свадба, светот уште една се организираше против Македонија. Уште еден светски заговор против македонската влада. Американскиот претседател Барак Обама излезе и кажа дека го убиле Осама Бин Ладен и сега цел свет зборува за тоа. И да се случеше промоцијата на ѓубрето ќе беше за џабе. Повторно на никого немаше да го интересира за тоа, бидејќи вамо имаш ваква информација. Тоа ти е. Не наставаат да пркнеме малку. Ај што Грција е против нас, ај што Европа е против нас, еве дури и британското кралско семејство и Америка се против нас. И не знам колку ви текнува, ама ова не е прв пат Америка да се сврти против нас. Во текот на есента, американците да ни го седува Гинисовиот рекорд за најмногу сварен граф. Имавме и репортажа од Штипското Сарчиево. Тажни моменти. Навистина тажни моменти, почитувани гледачи. Океј, и тај малку посериозно. Нормално дека се чегува за ова дека било планирано свечено пуштање употреба на ѓубре. И не знам колку е соодветен зборот, нормално, бидејќи во оваа држава одамна се поместени границите на нормалното и тоа другото. Сега, би сакал да упатам еден апел до владата, до премиерот Груевски, посебно до министерот Ставрески. Ве молам, немојте да ми ја земате работа, бидејќи навистина си ја сакам. Знаете, обично кога премиерот заедно со министрите, по некој градоначалник, директори ќе се појават на свечено пуштање во употреба на некое селско патче од пола километар, јас излегувам на телевизија и кажувам тоа се случи денес, а утре министерот Ставрески свечено ќе пушти во употреба канта за ѓубре. И ова нели е смешно и забавно. Но како да го кажам тоа и да биде смешно, кога вие навистина го правите тоа? Што и да кажам после ова нема да биде толку смешно колку самото пуштање во употреба на кантите. Дури да кажам дека утре министерот Ставрески свечено ќе отвори чоколада, а премиерот Груевски ќе оди на отварање на паштета. Ваму веќе имаш вистинска снимка од вистинско пуштање во употреба на канти. Значи, уште еднаш, ако сакате, бидете љубезни и пазете на вакви работи. И за крај, нешто што се врти по Твитер и Фейсбук денес поврзано со убиството на Бин Ладен, вика вака. Една обична девојка се омажи за принц и стана принцеза, а лошиот чичко е мртов. Овде на земјата е како во цртан филм на Дизни. Чао, се гледаме утре.